Добар ден, почитувани, и добро дојдовте во уште една рубрика прашања и одговори. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе ви одговарам на прашања кои што ги одвоив и мислам дека треба да ги слушнете и ќе ви придонесат за да добиете голема вредност и да можеби научите нешто, да примените и да си разрешите одредени дилеми и митови. За секој од вас кој што сака можеби истото да се случува и за неговите прашања и за неговите дилеми, митови и проблеми поврзани најмногу со здрав и активен начин на живот, слободно тоа може да го направи користејќи ги хаштаговите Ask Јосиф, моите приватни профили на социјалните мрежи како Коуч Јосиф, на Инстаграм и Фејсбук најмногу се одвива таа комуникација, а истото се разбира доколку немате социјални профили и доколку не користите интернет, може па да го направите телефонски на броевите на телевизија Телма. Даниел З со .мк прашува како можам да најдам мотивација да одам во теретана секој ден. Даниел, никако, затоа што мотивацијата не се наоѓа на интернет, не се наоѓа на телевизија, не се наоѓа на никое друго место освен внатре во тебе и лично кај тебе. Она што пред се јас би сакал ти да го направиш со себе е да си најдеш доволно јака цел. И зошто би превземал одредени, не знам, мерки и одлуки за да почнеш да вежбаш пред се. Можеби за некого тоа е изгледот, можеби за некого е тоа бројката на вага, можеби за некого е тоа доброто чувство и здравје. Секој случај, секој од вас треба да си ја најде целта и зошто би направил нешто полезно за своето тело. Не можеш да најдеш мотивација за теретана ако едноставно уопште немаш никаква цел да се случи некаква промена во твоето тело. И пак не треба да бараш мотивација за да одиш на некое место на вежбање. Мотивацијата можеш да ја најдеш и за можеби друга дисциплина, можеби пешачење, можеби трчање, можеби возење точак, било што. Најди дисциплина која што самата по себе ќе ти биде мотивацијата да ја правиш. Значи, најди дисциплина и околина и заедница која што ќе ти биде убава на тебе и со која што ќе можеш да се одржиш на долг рок, да воспоставиш континуитет и да не се откажеш. Ако мене ми речеш како да ме прашаш како да најдам лично јас мотивација да возам точак или да трчам, нема да ја најдам затоа што тоа не се дисциплини кои што мене ми се омилени и кои што ми лежат на мојот карактер. Али ако ми речеш да бидам во група и да вежбам, да можеби бидам во група и да одам на планина, да можеби бидам во група и да вежбаме кросфит, да би нашол мотивација затоа што тоа е дел од мојот карактер и ми лежи и нема да се откажам на долг рок. И пак ќе ти кажам, нема на никое друго да ја најдеш место мотивацијата, види што на тебе ти лежи како физичка активност, али многу повеќе најди ја мотивацијата во самиот себе, најди ја својата лична цел и зошто ја сакаш таа цел, а самото по себе ќе си дојдат овие технички работи.